Опозицијскиот фронт се окрупнува. Се повеќе партии од сите етнички заедници, синдикати, здруженија се приклучуваат на протестите предводени од ВМРО ДПМН. Дали власта со покачувањето на цената на струјата удри по најсиромашните граѓани? За сево ова разговараме со Шабан Салију, председател на Демократските сили на ромите. Господин Салију, протестите против власта се интензивираа. Покачувањето на цената не погодува сите, но се чини дека најмногу ги погоди најсиромашните граѓани. Ке се зголемува незадоволството кај граѓаните во следниот период? Ја прво сакам да ги поздравам гледачите на вашиот портал и сите вас во самиот портал вработените. Значи, имаше најава од председателот на коалицијата за обнова на Македонија дека као коалиција предводена од ВМРО ДПМН во наредниот пат ќе ги интензивираме сите протести во врска со незадоволствата и барањата на обичните граѓани. Едне од тие протести се одржа, односно три, беше за покачување на електричната енергија, зголемување на цените од страна на регулаторната комисија од директорот Бислимовски, предводена нормално. Ние настапивме овие 10 дена сериозно со три големи протести. Сметаме дека не само политичките партии да излегуваат, да ги решаваат проблемите со незадоволствата или повредени на одредени граѓански права од страна на власта, напротив, и има апел од страна на организаторите на овие протести да може да се приклучат, да се окрупни самата опозиција и невладини организации и издруженија, што беше случај као синоќа за Гоце Делчев, што беше одржан протестот, кај што имаше и повеќе други невладини организации кои до сега не беа вклучени во опозицијскиот фронт. Сметам дека треба секој граѓанин, секој незадоволен граѓанин, она што беше во врска со поскапувањето на електричната енергија, масовно да се вклучи, особено од ромската заедница, бидејќи покачувањето на електричната енергија најповеќе ги погодува сиромашните. Од ромската заедница посиромашна во државата нема. На жалост, ние од нашата политичка партија Демократски сили на ромите секогаш сме присутни на сите протести кои ги организира ВМРО ДПМН као сериозен коалиционен партнер, се постојано со нив. Така, доаѓате, споменавте од ромската заедница. Каква е состојбата кај ромската заедница? Мислам дека во моментот е многу полоша него што беше за време на владењето претходните 11 години на ВМРО ДПМН, коалицијата за подобра Македонија, каде што нашата партија беше коалиционен партнер. Веќе ромите не само што се на маргините на општеството, подоле од тоа не може да дојдат. Голем број на невработени и одредени фамилии немаат ниту еден вработен во јавната администрација или во одредени фабрики и така натака, оставени са сами за себе. Као репер во Шуто-Оризари, каде што постои еден голем пазар, на жалост, поради актуелната ситуација со COVID-19, сиромаштијата уште поголема е, бидејќи пазарот многу малку работи, а луѓето живеат од тој пазар, таму живеат повеќе од 20.000 роми можеби во моментот и незадоволствата се уште поголеми. Као најсиромашна етничка заедница, најповеќе ги чувствуваме овие проблеми со COVID-19, отпуштање од работа и политиките, на жалост, со кои не сме задоволни. Верувам и секој обичен граѓанин не е задоволен од економските политики кои ги води сегашната власт, предводена од СДСМ со Зоран Заев. Така, токму тоа ми беше прашањето. Пред овие избори бевме сведоци дека се делеа пакети со храна во Шуто-Оризари, но и во Струмица, па и се делеа пари на ромската заедница. На жалост, она што нашата политичка партија го издействува последните 15 години, ромите да не бидат цел мета на такви девијантни појави, би кажал, мизерни состојби организирани од некоја голема политичка партија. Тоа се случи на овие избори. Имаше масовно организиран државен подкуп на ромските гласови потоа. Огромен број на невладини организации од страна на
власта беа пуштени на терен секаде каде што живеат ромските заедници, особено во одредени општини каде се доминантно население во одредени поголеми населби, како што е случај во Средорег, во Куманово, Шуторизари во Скопје, Бајрот во Битола, и во Прилеп и секаде каде што имаше роми. Дури имаше примери на делење на пакети со стока, со изминат роб, производи и така натаму прехранбени во секој случај. Овај пат ромите беа нападнати од ловење на гласови за одредени финансиски средства. Се спомнуваат пари од 1000 денари, дури и до 100 евра во одредени општини на човек, значи на глас. Мислам, бедата и мизеријата на политичките партии кои го сторија тоа на ромската заедница е двострана. Од една страна, ромите не станаа побогати, напротив, ромите, тоа е контрапродуктивно за самата ромска заедница, станаа уште посиромашни, односно она што гледаме во моментот, не се подобри со тие пакети состојбата. Како ви институционално се борите против тоа? Имаше декада на ромите. Точно така, значи ние прво се обидувавме да не дојде до подкупување на ромските гласови и имаше, фативме одредени луѓе кои делеа такви пакети или парични средства, беа пријавени во полиција, имаше и во јавноста, имаше и во медиумите изнесено кој што работи. Институционално во смисол на подобрување на положбата на ромската заедница во нашата држава, во смисол на задоволување на индивидуалните и колективни права као граѓани во ова општество, загарантирани со уставот и законите, имаше можност да се подобри, меѓутоа секогаш истото тоа се направи опит преку владата на Република Македонија со стратегијата за ромите. Тоа беше акциони планови стратегија која државата повеќе требаше да доприноси за интеграција на ромската заедница. Така, пред неколку години имаше некаков акционен план или за 2004-та, потоа после една година се донесе уште еден таков пропис на ниво на повеќе држави влади во Европа, декадата за ромската заедница. На жалост, декадата и стратегијата и слични такви акциони планови и стратегии не ги исполнија очекувањата на ромската заедница. Од една страна, мислам дека и човекот кој ја водеше таа декада неуспешно ја заврши, односно неуспешно не можеа да ги имплементираат стратегиите, акционите планови кои беа требаа да се насочат кон подобрување на фундаменталните потреби на ромската заедница во нашата држава. Од друга страна и државата имаше многу мали средства, беше формирано министерство без ресор да ја води таа декада, со многу минимални средства. Од друга страна требаше и државата да мечува, односно самите министерства да дадат одредени средства и така со заеднички средства да се подобри таа состојба. На жалост, ништо добро не видовме ниту од декадата, ниту од стратегијата за ромите. Така, проблемите на ромите ги знаеме, но за тоа да се реши треба да се знае колка е вистинската бројка на оваа популација. Едно од начините е преку пописот. Власта најавува попис на населението. Што мислите за ќе се реализира ли конечно пописот? Па сега, како вика трета мајка, неколку пати се одложува пописот, се закажува и последните денови пупу не важи. Мислам дека пописот треба јасно еднаш да се одржи, за да се лоцира, да се види кој колку тежиме, кој колку имаме луѓе, која заедница или македонскиот народ и така натаму, бидејќи одредени права се добиваат врз основа и на процентуалната застапеност на самата заедница. Ние, согласно последниот попис, во Република Македонија некаде сме 53.789 роми, кои воопшто не ја одразува вистинската состојба на роми во државата. Напротив, според нашите анализи и одредени действија, интерни пописи кои партијата ги превзема, некаде сметаме дека сме од
95.000 до 120.000 Што е сериозна бројка. Сериозна бројка е сега. Одреден број на жалост, постоеше порано обиди да се асимилира ромската заедница и постои. Еве као Струмица, би кажал, таму има наводно околу 5.000 турци, што не е вистина. Ние самите и генетски и обично се препознаваме ромите и според обичаите и она кој со кого се зема као за свадби, обичаи и други обичајни правила. Значи во Струмица нема можда ни 1000 турци. Значи тие са роми и во самите мала кај што ние имаме ограници со кои работиме, не можеме да го измениме истокот и во Кочани турци и во Велес наводно са турци и таа бројка достигнува поголема цифра која штети на ромската заедница, бидејќи потоа кога турската заедница, дали некоја партија, зема процентуално, зема као втора етничка заедница во Република Македонија после албанците. Ја одговорно и сериозно тврдам дека ние сме втора етничка заедница во државата, најверојатно и пописот ќе го докаже тоа. Така, да се вратиме на политички теми. Се најавува и промена на изборниот модел и формирање на една изборна единица. Ви одговара ли вас и лично како партија и како ромска заедница една изборна единица? Точно тоа, во мандатот 2006 кога ја бев пратеник во Собранието на Република Македонија, имаше иницијативи од помалите етнички заедници да се донесе тој изборен модел со државата една изборна единица. Максимално и одговарна на нашата политичка партија, бидејќи можеме да гласовите ќе бидат збиени. Апсолутно. Нема да бидат концентрирани на место расширени. Апсолутно. Бидејќи нашите гласови, ромите живеат низ сите општини во државата и села и така натаму, не се сконцентрирани во одредени изборни единици, да речам 5 или 6, да може да добијат пратеник сами и после добивањето на пратеник полесно така и подобро би се фокусирале, би позиционирале во власта. Мислам дека овој изборен модел најповеќе одговара за помалите етнички заедници, а како што пратам по медиумите, тоа со ваквиот модел се согласуваат и двете најголеми политички партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, што за нас представува една можност основа да се интегрираме подобро при одредени такви политички процеси. Така. Каква е ситуацијата во вашата партија? Коалициски партнер сте на ВМРО ДПМН, значи имате ли ограноци, како сте распространети значи по ромската популација? Нашата политичка партија, Демократски сили на ромите, е сериозна политичка партија и одговорно тврдам дека е најголема ромска политичка партија, бидејќи ние не сме фокусирани само во шуторизари. Ромски политички партии кои постојат, екзистираат во овај момент, само во шуторизари ги бројат гласовите, односно не располага со некои ограноци, као да кажам нашата партија која има околу 42 огранока на ниво на Република Македонија. Значи, ние сме структурирани и навлезени во сите поголеми општини каде што има граѓани од ромска заедница. По бројност негде сметаме дека сме од 18 до 22.000. И на овие избори, ако зборуваме за некоја бројка цифра, мислам дека со 10% е, да кажам, можда несигурност во бројката која сметаме дека извадивме на овие избори, сте некаде околу 12.000 сме извадили. Од бројка околу 20.000 роми. Меѓутоа, подкупот си го направи своето. Парите си го направија своето и прехранбените продукти си го направија своето. Значи да резюмираме, власта ги купи гласовите на ромите на овие избори. На жалост, тоа е јавно познато и сите тоа знаат, имаше неколку пати делење на пакети со храна, па беа фатени некои лица кои имаа спискови, кои давале по 2-30 евра од глас низ Република Македонија. Тоа е јавно тајна, сите го знаат тоа.
Така, верувате ли дека со доаѓањето на новата власт на ВМРО ДПМН, чиј дел сте од таа коалиција, дека ќе се подобрат правата на ромите? Па не само што верувам, одговорно тврдам дека како никогаш до сега од 2006 година ромите доживеа општествено економска, политичка и културна ренесанса во поглед на остварување реализација на основните фундаментални права на ромската заедница. Ја можам половина час да набројам кои бенефити, кои права, односно што добивме во тој дел. Најкратко кажано, од 4 столба од декадата за ромите, значи образованието, вработувањето, вдомувањето, здравството и еден дел од културата, прво, голем број на стипендии, значи кредити за ромските студенти, за средношколците, потоа можност за запишување, намалување на прагот, квотата за влез во образовните институции, потоа многу вработувања. До моето доаѓање као пратеник во Собранието на Република Македонија имаше само 2 вработени во администрацијата и одредени чувари, чистачки, хигиеничарки и така натака. Значи, сега можам одговорно да кажам, првото вработување по рамковниот договор за ромската заедница во институциите во администрацијата започна 2006 година. Со моето доаѓање имаше разбирање сенс и ВМРО ДПМН као предводник на коалицијата, имаше разбирање и од страна на албанскиот дел кој ја водеше ДПА, беше тогаш на власт и помогна првите 6 вработувања тогаш да се случат во моментот. Има токму она што го кажам на почетокот, ја бев против за делење на пакети, шлепери со брашно зејтин, него напротив баравме вработување и така ги добивме. Тој период од 10 години ромите доживеа културна ренесанса, една преродба, она што беше кај ВМРО, ја викам културна ренесанса, во сите сфери од живење. Посебни закони специјалис кои во овај момент и тога зборував за ромите, е потребни системски трајни решенија, а не инцидентно. Потребно е за ромите ова че направиме, напротив, некои закони, лекс специјалис кои ќе се однесуваат за подобрување на нивната положба. Тога се донесе и законот за средно образование, бесплатно средно образование, што беше многу битно за ромската заедница као најсиромашна заедница. Потоа се изгради по наше барање амандман на нашата партија и јас као пратеник во тоа време средното училиште. За прв пат го шоторизари средно училиште кој ги намали трошоците на родителите, на децата и така натаму. Потоа се донесе законот за празниците. Значи, 8 април, светскиот ден на ромите, се прославува секоја година. Сите, и оние што са политичари роми, и оние обични граѓани, го прославуваат као никој во ниедна држава. Значи, државен празник за ромската заедница и неработен ден. Значи, уредно поставен. И многу дуги, вработувањата да зборуваме, бенефиции као ја одговорно тврдам, може би има на 300 сега вработувања за разлика од 2006 година. Ние остануваме достојно лојален политички партнер на ВМРО ДПМН во коалицијата. Значи, СНЕ првата политичка партија која склучи коалиција со ВМРО ДПМН уште 2003 и останавме. Ние не сме птици преселнички по потреба. Кој ќе дојде да менувате партии и коалиции? Напротив, со тоа ја покажуваме сериозноста на нашата политичка партија, достојно и во добро и во лошо останавме со ВМРО ДПМН. И СНЕ. Господин Сали, ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу успех. И ја ви благодарам на поканата, се надевам ќе се видиме почесто.